Благодарам, заменик председателки, почитувани колеги, почитувани граѓани. Со овој амандман бараме да оние производи кои што повеќе нема да имаат повластена даночна стапка од 5%, односно ќе имаат даночна стапка од 10 или кумулативно кажано 18%, да бидат објавени во текстот на законот. Имавме вчера седница на пратенички прашања и ова наше барање ние го кажавме пред јавноста, заради тоа што сметаме дека не може пратениците од мнозинството, ниту пратениците од опозицијата, ниту било кој од 120 пратеници да биде донесен во заблуда и да дава можност на Министерството за финансии како орган кој што ги предлага овие даночни измени, да може во рок од 5 месеци потоа да го утврдува подзаконскиот акт за тоа кои производи ќе бидат даночени со стапка 5 или 13% поскапа од таа која што е во моментов. Нашиот страв беше оправдан, бидејќи министерот за финансии даде изјава во која што вели над 4000 производи од прехранбениот сектор ќе бидат поскапени за 5 или за 13%. И ние вака велиме: да не се злоупотребува ентитетот основни прехранбени производи, затоа што тоа го додавате, да дадете можност со тој подзаконскиот акт да биде уредено основни прехранбени производи дека се 4 или 5 артикли и сите други производи да им дадете можност да ги поскапат. Са бајле можевме да видиме дека премиерот Димитар Ковачевски дава ваква изјава: опозицијата е извор на дезинформации, видовме во политичкиот дел, па тука и го следиме, ќе биде објавена листата на 1500 производи кои што ќе бидат оданочени поскапо за 5 или за 13%, дека таквата листа е дадена на стопански комори. Тоа е лага. Тоа е брутална лага и премиерот лаже. Прво, стопанските комори немаат добиена никаква добра на услуги и на никаква листа на добра и на услуги кои што ќе бидат оданочени поскапо за 5 или за 13%. Не постои таква листа. Тоа е лага. Тоа е брутална лага. Второ, самиот премиер даде изјава дека над 1500 производи ќе бидат поскапени по овој основ. Сега, не да се донесе законот во собрание па таа листа да биде објавена, ајде веднаш нека се објави таа листа. И ние предлагаме во овој амандман, по примерот на царинскиот тарифник, кој што го носи собранието, да биде ставена листата на добра и услуги кои што ќе бидат поскапени со 5 или со 13%. Да видат пратениците, нека биде закачена на ЕНЕР, нека биде закачен тој материјал на собранието, да види јавноста, да видат компаниите од стопанството и потоа да дискутираме дали треба тој закон да се донесе или не. Бидејќи не зборуваме тука само за потрошувачката кошничка на граѓаните. Тука зборуваме и за услугите на стопанството. Сега ќе ви објаснам конкретно како. Кога имавме средба со пратеникот, со колегата Пренџов и со колешката Стојановска, со Сдруженијето на увозници, производители и дистрибутери на пелети, со поскапувањето на данокот на додадена вредност на пелетите или на печките на пелети, самата влезна фактура при увоз за нив ќе биде поскапа за 13%. И некој тука ќе рече да, но компаниите имаат поврат на ДДВ. Тоа е точно, но повратот на ДДВ не се ефектуира веднаш од кога ќе биде платена фактурата. Има рок на чекање. Дали ќе биде месец, дали ќе биде 2, дали ќе биде 3, државата должи кон стопанството и тоа е факт. Во тој момент таа компанија треба во активата да обезбеди ликвидност, односно да има пари. Ако таа компанија нема пари на секоја единица производ да плати плюс 13%, таа компанија ќе треба да пропадне. Таа компанија ќе треба да пропадне. И сега што ќе правиме ние? Ќе го чекаме премиеров да ја објави листата? Дајте бе луѓе да биде листата во законот. Како ќе гласате за нешто што не го знаете? Како можете да гласате нешто што ќе му дадете овластување некој да ви изработи акт 5 месеци од кога ќе го донесете законот? Знаете тоа што ќе биде? Ќе дојде месец септември и октомври, ќе поскапи струјата повторно, нема да се обезбедат енергенти. Сега гледаме Бислимовски сака да го поскапи парното. Дрвата нема да ги направите од 18 на 5%, пак ќе бидат 5000 денари кубик и од озгора на тоа, еве да не бидат 4000, да бидат 1500 производи, ќе ги поскапите за 5 или за 13%. Па со што ќе живее овој народ? Зашто граѓаните да не видат па да интервенираат, да направат јавен притисок? Зашто им ја одземате можноста на граѓаните да исто при некои здруженија на потрошувачи, организација на потрошувачи, здруженија на потрошувачи, да не побараат со отворено писмо до сите пратенички групи средба и да ви кажат дека ве замолуваат тоа да не го поддржите? Нели ја научивте грешката од ова за пелетите? Дали ќе го поддржиме сите заеднички? Да, ќе го поддржиме за пелетите. Зошто да не го направиме тоа и за храната? Зашто да не го направиме тоа и за храната? Затоа ви велиме, ќе се направи опасен преседан.
Ке гласате за нешто што не го знаете. Кои се тие од институцијата да имаат посилно влијание во правниот систем или во уредувањето на оваа држава од собранието? Како ќе им дадете вие карт бланш да гласаат за нешто кое што не сте го видели? До кога ќе престане таа практика, бе, луѓе? Ние да ги овластиме тие да ја уредуваат листата на добри услуги. 1500 производи, како што кажува премиерот. Ја ви уверувам дека лажи. Тоа не е точно. Повеќе ќе биде. Затоа, ајде да го изгласаме овој амандман и да им дадеме можност до почетокот на пленарната седница или на самата пленарна седница Министерството за финансии да го дополни текстот на законот, во кој што во самиот текст на законот, согласно примерот на царинскиот тарифник, ќе бидат објавени листата на добри услуги, кои што по основ на покачување на ДДВ ќе поскапат од 5 до 13%. Благодарам.